Системот на контролата на исплата на плати дека навистина функционира и дека нивото на исплата на платите е добро дефинирано, строго контролирано и нормалните одржливи компании дека го исплаќаат месечниот надоместок на време. Односно, денеска дојдовме, зборувајќи за стратегијата за мали и средни предпријатија, дојдовме податок дека само 1,2% од компаниите во Македонија не исплаќаат навремено, односно со задоснување. Тоа е навистина многу мал процент и е гаранција за спроведеното досега како реформа за исплата на плати. Меѓутоа, кога ме прашувате за што се случува во однос на платите и она што го кажавте, градежниот сектор навистина напредува и добро е кога бележи раст и како сектор, како економија, меѓутоа исто така и вработените кога ги чувствуваат тие придобивки од целокупната или долготрајната економска активност. Она што морам да го напоменам дека врзано со градежниот сектор, една од по-исплатливите дејности во која вработените имаат добри придобивки е исто така и бизнисот со недвижности, изнајмување на станови, препродажба и така натаму, бидејќи влегува во еден од секторите на најплатени плати во Македонија покрај информатичката технологија или информатичката индустрија. Нормално може да се каже дека и финансискиот сектор се уште го држи приматот и дека е една од подобрите платени активности. И така да, генерално податоците од Заводот за статистика, Бирото за статистика, се реални и ја отсликуваат во моментот состојбата на пазарот на трудот, пазарот на плати во Македонија.